pagja za krvta nam jagnetu so slovom na svedoštvo i nema strah ni tu za smrta. Novo nebo, nova zemlja, poranešno to povina na žebni mu davam da pije od života voda daru. Blaženi se mrtvi te koji Mir vam samo tebe, ti se poklonu vam, samo tebe, ti veru vam, moje to srce, tebe ti pripaga. Te saka me, Gospod Isuse Hriste, slava ti Isuse, da namesti me kamerata samo, slava ti Isuse. Slava ti, Gospod Isuse Hriste, zborovi deneska niz mene. Neka se koje slovo, koje deneska ki ga izgovaram, gi dopresite onije koji ima potreba od tvoja ta ljubav. Samo tebe, ti se poklonu vam, samo tebe, Isuse, ti veruvam, moje to srce, tebe ti pripagja. Taj ljubav, Isuse, slava ti, Tatko naš, vodi me i deneska so tvojata sila, so tvojata ljubav, so tvojata mir. Neka oživeat slovata, neka go zapala duhotna ljubav ta, posekuje srce, koje ke prihvati da dojdeš i da se naseliš vo nego, da napraviš sokrovište so Tatko ta nebesen. Te sakam, Gospod Isuse Hriste, slava ti Isus. Znači, čitame knjiga Mudrost Solomonova, interesna sporedba na Stariot i Noviot Zavet. Ova knjiga Mudrost Solomonova je nema u protestantske Bibliji, nema u katolička dio pravoslavna, ta suštinske isto to slovo. I nije se kojaš gledame pri čovečki intervenciji kako u protestantska ta Biblija ima jedno, u katolička ta drugo, u pravoslavna to treto. Duri si svrljeni nekoj stihovi, no to je čovečka intervencija. I sepak, ki pogledite дека во Библијата било вие да изфрлате стихови, да не изфрлате секој дел од Библијата, ја содржи целата Библија, тоа е живо слово кое ви зборува вас. Но потребно е првен вие да можете да застанете пред Исус, да се покаете, да повикате кон Него, да му дозволите да го усовршува и да ве менува. Еве што вели тој 7 глава, Мудрост Соломонова, инаку мудрост е на Отецот Небесен, и јас сум смртен човек, како и сите други. И ние имаме таа приказна да ме изгонет од рајот. Со Ева, јаде од дрвото на познанието и станува смртен. И ние сме на земјата и сме смртни. Како и сите други, потомок сум на првото создание, направено од земја. Значи, ние сме направени од земја. Земја. Земјата е жива. Земјата е отпадната. Значи, кога е земјата создадена и рече Бог нека биде светлина, имаше темнина над бездната. Знаете, ние сме земја, во која вдахнат дух. Пазете, и јас бев обликуван во тело во мајчината утроба, прво создание направено од земја. Јас бев обликуван, зборуваме за земниот човек, за телесниот, не за духовниот. А ние сега треба повторно да се вратиме во духовниот човек, во царството на духовите. И јас бев обликуван во тело, во мајчината утроба. Во тек на 10 месеци, пишува тука, стегнат во крв, од семето на мажи и наслада, соединети во сон. Значи, книга Мудрост Соломонова,
7.2. Ja nema ovo protestantske da Bibliji, zašto ja nema? Zašto така ti je rešile. A suštinski je ista ta knjiga. Така да, човекот е интересен. Ова зборува за мудроста. И јас кога се родив, дишнав воздух. Вдишив воздух и паднав на оваа земја. Паднав на оваа земја. Ние сме паднати овде. Сатаната е фрлен и паднат на земјата и има малку време. Првиот глас го пуштив со плач, како и сите бев одгледан во пелени и со грижи. Значи физичко родение, а ние сега зборуваме за духовно родение. И за да се родиш во духот, повторно ќе бидеш бебе и ти е потребен учител. Да ти покаже, бидејќи ти не гледаш и не слушаш. Слава ти Господи Исусе Христе, зашто ниеден цар не се родил поинаку. За сите има само еден влез во животот, а еднаков е и излезот. Чи голи доаѓаме на овој свет, голи си заминуваме. Затоа се молев да ми биде подарен разум. Се молев да ми биде подарен разум. На колена, пред семокниот Бог, татко мој, дај ми мудрост и разум. Викав и врз мене влезе духот на мудроста. Ја прашува еден сотрудник, духот утешител, духот на вистината, Исусовиот дух, светиот дух, духот на љубовта. Еве го сега и духот на мудроста. И ние во Коринтијаните, 12 глава, го имаме тоа, за духовите. Духовните дарови, браќа, не сакам да не знаете. Значи, сега зборува он за мудрост, духот на мудроста. И ќе видиме што е тоа. Значи, викав се молев и врз мене влезе духот на мудроста. И во Јаков е тоа пишано. Ако некој не му недостасува мудрост, нека ја бара од Бога. Господи, Твојата мудрост. Оти кога јадеш од дрвото на познанието на доброто и на злото, како Адам и си изгонет од рајот, и знаеш што е добро и зло, па Каин го убива Авела, тогаш ти си мудар, себе мудар. И еве го овој свет каде е дојден, посебно во Армакедонскава земја, каде што се случила последната битка. Мудроста е сакав повеќе од скиптри и престоли, а богатството го сметав за ништо пред неа. Дали ти имаш потреба од сознание, потребата да научиш, но не да те учи човек, да те учи Исус, Духот Негов. Но првен мораш да најдеш духовен учител кој ќе ти покаже, да те донесе до полната возраст на Христовото смирение. Не може тој веднаш да те учи. Дали може едно бебе во Христос да разбира духовно? Препотребен му е воспитач во градинка, па во основна школа, па во средно училиште, па на факултет. И тогаш ќе те учи духот. Претходно ти е потребен учител, бидејќи си бебе во Христос. Скапоцен камен е неспоредлив со неа, зашто пред неа сето злато е како ништожен песок, зборува за мудроста, а среброто е кал во споредба со неа. Скапоцен камен јас засакав повеќе од здравје, повеќе од здравје и од убавина, повеќе од здравје и од убавина, и во изборот повеќе јас засакав од светлината. Значи копнеш за мудроста. Ете, а тоа е дух практично. Зборува за Духот Свети. Зашто нејзиниот сјај никогаш не угаснува. Никогаш не угаснува мудроста. Значи дух на мудроста, духот утешител, духот на вистината, светиот дух, духот на љубовта. И јас им се радував, ти сакам Господи Исусе Христе. И заедно и во изборот повеќе ја засакав од светлината, зашто нејзиниот сеј никогаш не угаснува, и заедно со неа дојдоа при мене сите добра и големо богатство преку нејзините раце. Зборува за духот на мудроста. И затоа во периодот кога израелците беа послушни кон Бог, им праќаше пророци, мудреци. Јас им се радував на сите тие добра, зашто мудроста ме раководеше. Дух
Духот е тој што те раководи, мудроста. Но не знаев дека е таа нивна создателка на сите добра. Значи Духот му дувна од душата, дух, Отецот е дух, Отец на духовите. Ние сме се на земјата паднати од телесна природа, треба да се откажеме од телесност, да научиме да љубиме и да се вратиме во царството на духовите, во царството на љубовта. Без лукавство се научив и без завист да ја предавам. Бесплатно добивте, бесплатно давајте. Богатството неизино не го кријам, значи мудроста ме раководи, но не знаев дека е нивна создателка, значи да те раководи Светиот Дух, не ти да живееш, Исус да живее во тебе. Таа е неисцепно сокровиште за луѓето. Ползувајќи се од неа влегуваат во близина со Бога преку даровите на учењето. Духовни дарови, дарови на учењето. Што учиш? Да љубиш. Дарови на учење. 9 дарови. Духовни, ќе ги читаме понатаму. Јован 15 и 15. Значи, во духот на мудроста влегуваш во близина, се соединуваш со него. Затоа нека ми даде Бог да говорам како што разбирам. Јас зборувам, не јас да зборувам, Исус да зборува низ мене. Духот на мојот татко, како што разбирам и да мислам достојно за она што ми ја дарува. Зашто Он е водачот на мудроста и управува со мудреците. Сега зборувам друго, ова е Стариот Завет, а ние понатаму зборуваме за Син Божи, за Пријател Божи. Во Негова рака сме и нашите зборови и ние, сето наше разбирање и вештината во работата. Се ние зборуваме за тоа. Те сакам, Господи Исусе Христе. Слава Ти, Исусе. Те сакам, Исусе. Слава Ти, Исусе. Во Негова рака сме, значи, и ние и нашите зборови. Сето наше разбирање и вештината во работата. И ние сега повторно зборуваме. Несто сакаш ти. За секој лош збор ќе одговараме на судниот ден. По зборовите ќе бидеме оправдани. По зборовите ќе бидеме осудени. Сето наше разбирање и вештината во работата. Се е од него дадено. Он зборува сега за мудрост, нали старозаветно, а ние понатаму зборуваме за Светиот Дух. Он самиот ни дава вистинско познавање за она што постои. За да го познаеме строежот на светот, дејството на стихиите, почетокот, крајот и средината на времињата. Значи, Он не учи. Кога ќе дојде Он, се ќе ви објасни. Отворено ќе ви зборува. Кога ќе дојде Он, Духот Свети, Духот на мудроста, мене ќе ме прослави во Новиот Завет. Овде зборува за соединување со Бог. Почеток, крај, средина на времињата, повратни смени во времињата, годишните кругови, положбата над звездите, например, Кокино. Тоа се Бог го дава. А ние сме паднати овде. Да научиме да љубиме природата на животните, својствата на зверовите, стремежот на ветровите, на човечките мисли, човечки мисли. А Бог вели, моите мисли не се ваши мисли. Моите патишта не се ваши патишта. Те сакам, Господи Исусе Христе. Годишните кругови, положбата на времињата, човечките мисли, отликите на растенијата, лековитоста на корените. Значи, оне кој лекува, исто така има дарба од Бог. Он дава се. Значи, Бог ти дава се. Сето наше разбирање, вештина во работата, вистинско познавање ни дава за она што постои. Он ни дава верба. Познав се што е сокриено и јавно. Зашто ме научи на мудроста. Уметничка на се. Дух на мудроста. Те сакам, Господи Исусе Христе. Таа е дух. И се зборува за мудрост, односно ти дава карактеристики на Светиот Дух. Дух разумен, да разбираш. Дарба на знаење. Свет, бидете светиот, јас сум свет. Еднороден. Исус е еднороден. Во духот од Отецот. Многу стран. Оде вели тенок
и најде во хрватскиот препев. Разреден, духовен, подвижен, светол, чист, јасен, неопасен, благороден, брз, незадржлив, добродетелен, човеколюбив, тврд, непоколеблив, спокоен, безгрешен, кој гледа се присутен и проникнува во сите умни, чисти и најтенки духови и разредени духови. Телесниот човек, сокриениот човек. Зашто мудроста е подвижна од секое движење, зборува за духот и поради својата чистота поминува ни се и во се проникнува. Зборува како ние треба да се претопиме во духот. Бидејќи сме сега падната природа, телото да го ставиме во земја, да го бараме Царството Божјо, да се вратиме горе, во домот на нашиот Татко Небесен, во нашата вистинска природа, духовна природа. Зашто мудроста е поподвижна и пазете, што е мудроста, таа е здив. Мудроста е здив на Божјата сила. Здив, подувна во душата, дух, здив животен. И чист одлив на славата на Седржителот. Значи, испуштен дух од него. Затоа ништо осквернато нема да влезе во неа. Ако сме ние храм на Светиот Дух, ние ќе го тераме, ќе го чуваме телото чисто. И ние треба да размислуваме на тоа ниво. Зборува низмене, татко мој. Духот нека зборува. Ние сме повикани на осветување. Бидејќи Исус вели, скапо сте платени, чувајте ги вашите тела и души чисти, бидете светиот и јас сум свет. Значи, таа е здив на Божјата сила, чист одлив од славата на Седржителот, зашто ништо осквернато нема да влезе во неа. Таа е одраз на вечната светлина, одраз. Огледало чисто на Божјото дејство. И ние треба во него да се огледуваме. Како што го носиме образот на земниот, така ќе носиме и образот на небесниот. Ликот, обликот на земниот и образот на небесниот. Таа е одраз на вечната светлина, огледало чисто на Божјото дејство, слика на Божјата добрина. Слава ти, Господи Исусе Христе, една е, а може се. Зборува за духот, одстанувајќи во себе си, се обновува и минувајќи од род во род со светите души, тие што се свети и таа ги подготвува Божиите пријатели, кој знае што работи, и пророци. Слава ти, Господи Исусе Христе. Таа ги подготвува Божиите пријатели и пророци. Знаете, ние зборуваме за една книга која е поврзана и сега вие ако ја цврлате некои делови, мислите дека знаете нешто. Евреите 1.3. Тој за Исус збори е одблесок на Божјата слава. Значи, испуштена светлина и дух, отпечаток на неговата суштина. Држи се со својот моќен збор, живо слово. Дали вие сакате да живеете во тоа слово? Значи, откако преку себе ги очисти нашите гревови, Отецот Небесен во Исус седна од десната страна на престолот на Севишниот во висините. Тој е одблесок и отпечаток на неговата суштина и држи се со својот моќен збор. Ние зборуваме сега за таа е одраз на Божјата светлина. Огледало чисто на Божјото дејство, слика на Божјата добрина. И вели, една е, а може се, останувајќи во себе си, зборува за мудроста, за Духот Свети, се обновува, минувајќи од род во род, со светите души ги подготвува Божиите пријатели и пророци. 1 Коринтијаните 12.4. Те сакам, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. 12.4. И тоа се тој ќе ги дава оние духовите. А за духовните дарови не сакам, браќа, да не знаете. Значи, тоа е истото. И сега, кога бевте незнабожци, се влечевте кај немите идоли
kako da je voda, a nije se vlečete iza luje, koji je voda danes političari, koji je prodavac za 30 evrenici. Vi damo znanje дека никој кој зборува преку Божиот дух, духот на мудроста не вели проклет да е Исус. Никој не може да каже Исус е Господ, освен преку Свети Дух. Постојат разни дарби, но треба посебно, но Духот е еден, ист, и тој е тој Духот утешител, Духот на вистината, Духот на љубовта, Духот на мудроста. Исусовиот Дух, Духот на љубовта. Се што е нељубов, како ги, и тој вели, распознавајте ги духовите, распознавајте и како ќе ги распознавате, па ќе барате помош од Исуса, ако сте таму, ако не, ќе видите дали е тоа љубов. Се она што е љубов. Ако е љубов, немам ништо, не сум на наредната страница. 1 Коринтијаните 13. Како што е телото едно, има многу делови, сите сме делови на тоа тело, па колку и да се ти едно тело, така е Христос. Во еден дух сме крстени. Било јудејци или елини, македонци, армакедонци, сите сме робови или слободни, сите сме во еден дух напоени. Значи, напојувањето е, силата е, како батерии. И сега вели, ние сега посто зборуваме, разни Бог е еден, иској извршува се, дух на мудрост, дар на мудрост. Значи, првото, и тој сега го звал. Понатаму, дар на знаење, преку истиот дух, дар на вера, дар за лекување, преку истиот дух, чудотворства, да прави чуда, да пророкува, да ги разликува духовите, разни јазици, да толкува јазици, се тоа го прави еден ист дух, распределувајќи секому поотделно, како што сака. Во овој случај, Бог не го љуби никого освен оној што се дружи со мудроста. Сака да каже, не е во љубовта на Бог. Не можеш да бидеш ако духот не престојува и не те обликува во љубовта, и не се облечеш во свадбена облека, и не се облечеш во Исусовата љубов, и не се усовршуваш во љубовта, освен оној што се дружи со мудроста, односно со духот. Не се разгневувајте да не го лутите Светиот Дух, поубава е од сонцето и многу звезди надминува. Зборува за мудроста во женски род, нели, за духот, споредена со светлината, таа е погоре од неа. Погоре од светлината. Духот. Зашто рече Бог нека биде светлина и дух. Зашто светлината со ноќта се сменува, а злобата нема сила над мудроста. Слава ти, Господи Исусе Христе. И одиме подако, он со вели, таа е дух разумен. Тоа е интересно. Дух значи дух. Затоа се молев да ми биде подарен разум, викав и врз мене влезе духот на мудроста. Светиот дух. И тоа е целата суштина како да застанеш пред Исус. Ти го почнав вчера, една ми слезе во духот. И луѓето, кога им велам дека треба да доаѓаат на средби, дали мислите дека јас зборувам од свое име? Јас не зборувам од свое име, Духот на нашиот Отец ги дава сите овие слова. Сите овие слова, кои денеска се озвучуваат и се озвучиле преку 300. Слава ти, Господи Исусе Христе. И тие што ќе го отворат срцето и ќе примаат Божји зборови, ќе примат исцелување, ќе примат мир, љубов и можат да зачекорат во Исуса. Како се застанува пред Исус, нели? И како се прима Исус во срцето, односно како се прима Духот Свети. Тоа е една тема која треба да се разговара. Зошто црквите без дух се мртви? Зошто Словото без дух е мртво? Зошто го поделили Исусовото тело? Изборуваат од себе си, зашто е овде пишано дека телесниот човек, телесен човек, земен човек паднат на земјата, не го разбира духовното. И за него тоа е безумство. И он си го толкува како што сака. И пак ќе додеме до тоа. И јас кога се родив, дишив воздух, дувна во душата, дух животен. И паднав на оваа земја. Зошто сме ние паднати на земјата? Се прашања кои секој од вас може да ги направи.
Ja som samo sad po koji Isus i Duhот na mojot Otec vi zborува. Kako se zastanува пред Него, пајаш на колена, синко, се покајуваш за секој греф. Што си го направил, греф е се она што не е надвор од законот на љубовта. Секој е нељубов. Се покајуваш за гревовите на твоите предци од срце. Прости ми, татко, се покајувам за тоа, тоа и тоа. Не можам повеќе сам, дојди во моето срце, го повикуваш Исус да дојде во твоето срце да ти помогне, да ти даде сила на сите што го примија, да им простиш на сите од срце. Никого да не осудиш од срце. Да ги љубиш сите, да ја прифатиш Божијата волја. Не ти што сакаш, се да прифаќаш со радост. Исус по воскресението, првиот збор кога го видоа Марија Магдалена и Марија на Заведевите синови мајката, рече радувајте се, да прифатиш се, да научиш да молчиш во присуство на Бог. Он да зборува низ тебе. Он да зборува. Те сакам, Господи Исусе Христе. И потоа да го бараш Царството Божјо. Ретко кој го разбирува, не зборувам за неверници, зборувам за христијански заедници. Не заборавајте дека Бог не живее во ракотворни храмови. Дали ги разбирате ви овие стихови? Тајната криена со векови дека Бог Исус живее во твоето срце. Сега е прашање дали ќе живее во сета полнота или само на некој минимум, бидејќи ти без Исус, без Духот на мудроста, без Духот утешител немаш живот. Значи телото ќе оди во земја, душата ќе оди на суд. Дали ќе му дозволиш да се распламти тој внатрешен човек во пламенен дух, да се ослабе телесниот човек, за да се вратиш повторно во твојата вистинска природа, во царството на духовите. Те сакам, Господи Исусе Христе. Исцелување за сите оние кои ќе кажат: прости ми, татко, не знаев што правам, се покајувам, Господи Исусе Христе. Ја прифаќам твојата волја, се покајувам за гревовите на моите предци, им простувам на сите, никого не осудувам, се покајувам за секој греф и ја прифаќам твојата волја и го барам Царството Божјо. Амин, до Божјо Царство Небесно. Исус напред. Исус напред, ние по Него. Дали имаш тесно срце? Дали ќе дозволиш да останеш во Неговите слова? И да направат сокровиште со Отецот Небесен во твоето срце. Ете, тоа е христијанство. Ние можеме да цитираме, да зборуваме, да пееме, да играме ора, да јадеме лепи вино, да рипаме во реката. Бесквасни левови да јадеме, а квасот фарисејски веќе не зафатил. Оцетот што му го дава на Исус го скиселил нашето вино. Бидејќи зборуваме, не доаѓаме кај Исус, ги проучуваме словата, не знаеме да љубиме. Немаме сила да ги љубиме сите, да им простиме на сите. Те сакам, Господи Исусе Христе. Зошто сме ние на земјата, имаме татко на небесата? Тоа е добро прашање. Значи, Исус не помирува преку Него, Он е портата на спасението. Крвта ја пролеа семокниот Бог за нас, а нас не ние гајле. Сега ми вели една сотрудничка, викам, дојди на средбите. Ме прашуваат, не доаѓаат на средбите, им викам, слушајте завети, таму ги има одговорите, и јас учам од заветите. Овие што ги снимам, бидејќи се во дух, јас после се чудам. По 5 пати можам да ги слушам, зашто духот е внатре. И вие, ако имате отворено срце, го знаете, тоа примате мир. Можете да примите исцеление. Допрете го местото каде што ве боли. Исусе. Исусе, ти си мојот доктор. Покажи ми што да покајам да ми помине болката. Те сакам, Исусе, слава ти, Господи Исусе Христе. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Ние зборуваме за Христова црква. Неподелена заедница. Неземна заедница. Не телесно читање на Библијата. Ние зборуваме за Духот. Дух кој не води. Дух кој зборува низ нас. Он ги врши делата. А ние се усовршуваме, се накалемуваме на лозата и даваме многу плод. Те сакам, Господи Исусе Христе, уште повеќе те сакам, благослови ги сите овие луѓе околу мене. Им простувам на моите непријатели, ги благословувам сите оние кои не ме љубат, им простувам на сите. Ја предавам Македонија во Твои раце, таа е Твоја земја. Ти грижи се за неа, ние не можеме да се грижиме. Те сакам, Исусе. Во името на Господ Исус Христос сега заповедувам да излезе од
од секој оној кој ќе рече Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Секаков демон, демонско влијание, зол дух и проклетство надвор во името Исусово со мечот на духот. Ги раскинувам сите пранги што сатаната ги фрлил врз мене, врз сите оние кои ќе речат те сакам Господе Исусе Христе. Крвта Исусова е свето положувам. Секаде каде што се движам, ангелска војска, ангели помагачи на овој век. Им давам одврзани раце да помагаат. Под Духот Исусов, слава ти Господи Исусе Христе, мир вам до Божјиот Царство Небесно. Те сакам Господи Исусе Христе. За секогаш Исус, за навек Исус. Слава ти Господи Исусе Христе. Мудроста Исусова, силата Исусова, љубовта Исусова, мирот Исусов, милоста Исусова по твоето срце. Амин. Те сакам, Господи Исусе Христе. Амин до Божјиот Царство Небесно. За секогаш Исус. Амин. Се дошло и нема страх ниту за смртта. Ново небо, нова земја, поранешното помина на жедниот. Блажени се мртвите,